По повод почетокот на новата учебна година, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН го одбележа стартот на учебната година, делејќи школски прибор на сите средношколци. На оваа символична акција присуствуваше и председателот на Унијата на млади сили на Македонија, Владимир Неловски, кој им посака успешен старт на сите ученици во новата учебна година. Денеска во Штип одлучивме како Унија на млади сили да направиме активност со која што на сите млади луѓе ќе им поделиме дел од школскиот прибор, но и воедно ќе потсетиме на сите реформи и проекти кои што ги има направено оваа влада за сите средношколци. Значи, за разлика од минатото, сега можеме и да забележиме по улиците средношколците да се движат со кеси полни со книги кои што ги добиваат од самото училиште, значи за разлика од порано кога сите средношколци сами си ги плаќа книгите, сега владата им ги обезбедува, односно им обезбедува бесплатно средно образование. Исто така сакаме да ги потсетиме децата за најразличните стипендии кои што оваа влада ги доделува. Вкупно 7.500 стипендии годишно се даваат на студенти и на средношколци, се со цел да се мотивираат за повеќе да учат и да се подобри квалитетот на образованието. Исто така сакам да напоменам, денеска се наоѓаме и пред училиштето Славко Стоменски, чија што сала исто така оваа влада на ВМРО ДПМН ја има реконструирано, се со цел младите да можат за време на часовите и за време на часот по физичко да имаат квалитетно спортско образование. На денешната символична акција спроведена од Унијата на млади сили, успешен старт и многу петки, им посака и председателот на Унијата на млади сили на Штип Иван Јорданов. Денеска во Штип во сите средни училишта по повод почетокот на школската година, заедно со председателот на Унијата на млади сили Владимир Неловски, ние како организација одлучивме да го обележиме овој ден, делејќи школски прибор на средношколците. Воедно им делиме и флаери на кои што се означени сите проекти кои што беа реализирани во нивна корист во изминатиот период. Овој ден и оваа прилика е користам да им посакам многу успеси, среќа и многу петки. Владата на Република Македонија заедно со Организацијата на Унијата на млади сили и во наредниот период продолжува советените реформи за сите ученици со цел да се мотивираат и да се подобри квалитетот на образованието.